Ново гостување на нова актуелна тема, а ја најавуваме вака. Бројот на предметите кои се решаваат со медијација во земјава постојано расте, што е добра вест. Постапката која што е апсолутно довирлива, при тоа штеди пари и време на странките, но избегнува и долги скапи судски спорови. Ја поддржува и поттикнува Стопанската комора на Македонија како еден од најдобрите начини за решавање на споровите меѓу компаниите. Зошто да за медијацијата, но и за втората регионална конференција за промоција на бенефитите од истата, која што ќе се одржи на 18 октомври. Разговараме со гостите во студиото 5 на Македонската телевизија, Јелисавета Ѓорѓиева Јувевска, како подпредседателка на Стопанската комора на Македонија и национален координатор за медијација. Добро утро, Јелисавета. Заедно со неа господин Кебир Авзију, член на Националниот совет за медијација. Добре ни дојдовте. Добро утро. Ајде на самиот почеток, оној што го кажав во најавата. Медијацијата е една од најповолните алатки за решавање на споровите помеѓу компаниите. За тоа ќе се говори и на втората конференција која што ја најавуваме на 18 октомври. Да. Токму така, најпрво ви благодарам што во сите овие изминати години не поддржувате. Медиумите се многу битни во овој процес на промоција на медијацијата како една од најефикасните алатки за алтернативно решавање на споровите, иако во европско развиените земји повеќе не се говори за алтернативно решавање, туку за редовна постапка во поглед на медијацијата. Ја напоменавте оваа втора регионална конференција. Сакам малку да кажам за почетоците. Првата беше во 2017 година, токму кога Стопанската комора на Македонија, можеби прва во регионот, формираше посебен департмент, Асоциација за поддршка на медијација, во рамките на комората и заедно со многу партнери, тогаш беше со Германската Стопанска комора, а сега со Меѓународната финансиска корпорација и заедно Националниот совет, постојано сакаат да придонесат, односно да поттикнат компаниите што повеќе да ја користат оваа алатка. На 18 октомври мислам дека ќе имаме одлична прилика пред повеќе од 100 учесници, не само од бизнис заедницата, значи тука ќе има и судии, тука ќе има и адвокати, тука ќе има и институции кои што треба да го потпомогнат целиот овој процес, односно да ги убедат страните, во наводници да ги убедат, иако ова е неформална постапка секако, дека само од медијацијата може компаниите да имаат бенефит. Ако ми дозволите, значи во првиот дел на конференцијата ќе има настап на високи представници од владата, ќе настапи нашиот председател господинот Азиски, кој што прв уште во 2006 година го препозна овој инструмент и заедно со АФС во 2006 година, пред повеќе од 10 години бевме првата институција која што направи 6-месечен проект за промоција на медијацијата. Значи, ќе има представници од Министерството за правда, но она што е многу битно, ќе има обраќања од представници високи од амбасадите и од земјите како што се Германија, Холандија, Италија од Европската унија, кои што користат голем дел од решавање на споровите исклучиво по пат на медијација. И, што е најважно, во оној дел каде што ги разменуваме искуствата, ќе имаме колеги од асоциациите, од стопанските комори од регионот, значи тука ќе бидат од Косово, од Албанија, од Бугарија, од Србија, од Црна Гора, исто така од Босна и Херцеговина, така да мислам дека на еден добар начин ќе им представиме на компаниите како сме ние, што говорат бројките, што е она што треба да го потикнеме и понатака повеќе да ја користат, но ќе ги споделиме искуствата со земјите од регионот. Ги споменавте бројките. Што велат бројките во однос на компаниите кои што вонсудски го решиле спорот? Јас да ви кажам, баш деновиве имав средба и со представниците од Министерството за правда и ги земав и официјалните податоци, официјални податоци, зошто? Бидејќи од предходната година сите медијатори се задолжени во регистарот на барања за постапки за медијација да ги евидентираат. Податоците од 2017, и зошто ја земаме 2017, бидејќи со измените од 2013 е кај нас, да речеме, институционализирано, иако од 2006 се говори за медијација и порано, но 2013 почнуваат институционализираната рамка да се говори за медијација, но измените 2015-2016, кога почнуваат лиценцирани медијатори да работат со положен испит за медијатори, затоа ја земаме 2017 година. Од 2017 година, заклучно со 30 септември, оваа година
вкупниот број на постапки за медиација по разни основи, а ќе ви кажам и како се поделени, е над 4500. Значи над 4500. Ако до тогаш биле многу малку, иако не се ни евидентирале, од тогаш се над 4500, од кои што 50% се работни спорови, а останатите се спорови од областа на трговски спорови или осигурителни спорови. Но многу е битно што од 2017 тенденција има на пораст на работните спорови, може не толку, во 2017 се голем дел, половина отпаѓаат од работните спорови, но на трговските спорови радува фактот што 2017 сме имале евидентирано некаде 200 трговски спорови, значи за компаниите, и од година на година расте. Сега не радува податокот што од овие, да кажеме 50%, 10%, значи од 50% од вкупно, 10% само се со спогодба кај овие спорови за бизнис заедницата, додека кај работните спорови малтене со 100% се со спогодба. И тоа е одличен Тоа е одличен резултат, меѓутоа ние велиме медиаторите, доволно е да дојдат компаниите, да ја слушнат постапката за медиација, тогаш нема да треба никаков задолжителен обид, бидејќи кога ќе ги слушнат бенефитите, тоа е брзината, ефикасноста, и за тоа ќе проговориме, не треба никаква сила и никаков закон, доброволно ќе сакат да го растеретат судството, да помогнат на сите чинители во општеството. Кога веќе зборуваме за бенефитите од медиацијата, ова е процес во кој што нема победници и губитници, ова е процес во кој што друг не одлучува за тоа што го сакаат странките. Колку може да трае процесот на медиација, ако судскава постапка се знае да биде долга и мачна и страпувачка? Да. Ја би рекол дека тука има само победници, нема губитници. Дека нема губитници, победници, мислим дека медиацијата има само победници. Бидејќи и двете страни што учествуваат во спорот, на крај се задоволни. Самата спогодба е чин на нивната заемна волја. Значи, тие сами доаѓаат до спогодба, работа на медиаторот како неутрална страна е таа иста волја да ја внесе во хартија. И на крај и двете страни се навистина задоволни. Она што спомнавте дека судската постапка ниту една од странките не е задоволна, тоа е точно. Бидејќи самиот чин кога ќе добиете покана за на суд, вие се вознемирувате. Треба да планирате да одите пред суд, да ангажирате адвокат, па ако има одредени експертизи, одредени вештачења, па треба да оставите работни обврски и така наравно. Парите има енергија, да, се воедно. Значи, и тоа многу пати, па ќе одите пред суд, па не доаѓа една страна, се закажува друго рочиште, па повторно треба да одите. И за цел овој временски период се губи и нервниот систем, не само материјални средства. Така да, ако судските постапки траат со месеци, па и со години, постапка пред медиација за истиот спор може да се решава за 45 минути. Значи, она што трае со години и што може да ви чини 1000-2000 евра во суд, овде ќе ви чини само 100 евра. А странките се заинтересирани да прашуваат дали е иста спогодбата постигната пред медиатор, дали има исто значење и важност, како и судската одлука. Да, иста е. Само што треба спогодба да се солемнизира пред нотар и има исто значење и иста сила како што и судските одлуки. И да седнеме разумни, тоа веројатно нели во тој кога ќе почне таа приказна со поведување на спорови, разумот некаде се трга по страна и други емоции надвладеуваат. Јас само би сакал уште малку да се надоврзувам тука. Целта на медиацијата, и таа сега како што спомна и националниот координатор Јелсавета, во европските земји навистина многу се употребува. И таа е дел од така наречена ресторативна правда. Претходниот дискутант што разговараше за дискриминација спомна ресторативна правда. И целта на ова правда и на медиација не е само да се интервенира поради непочитување на законските прописи, туку целта на ресторативната правда и на медиацијата е да се зачуваат меѓучовечките добри односи. Тоа е целта. Значи, на крај на постапката и двете странки да бидат задоволни, да остануваат и понатаму пријатели и да ја постигнат целта околу спорот. И двајцата сте медиатори. Јелисавета, во последното гостување на утринската се сеќавам дека споменавме некоја бројка од 46 лиценцирани медиатори во комората. Расте ли нивниот број и што се треба да поседува една индивидуа за да може да биде лиценциран медиатор?
Какви квалификации имате вие? Прашање. Јас нема да ви одговорам законски, секој ќе види. Добро. Што треба да поседува, дека треба да поседува високо образование, и тоа не е правен факултет, каде што има забуна кај колегите дека ние медиаторите, не колегите кај новите сме правници или конкурираме на адвокатската фела или на некој друг систем. Не, ова не е професија. Ова е вештина и може од сите сфери. Значи треба високо образование, треба обука од најмалку 70 часа, 4 проследени медиации и така натаму. Значи секој што е заинтересиран брзо тоа ќе го види. 3 години после завршување на високото образование и работно искуство, но јас би рекла првенствено треба да се има желба. Првенствено треба да се има желба, треба да се има талент. Значи не може секој како што не може да биде архитект, како што не може да биде доктор, да биде медиатор. Треба да се има желба за постојана комуникација, за постојано учење, бидејќи сега идејќи навака, јас покривам и други сектори, да кажеме и многу поприоритетни, например инфраструктурата во нашата комора, како приоритет во нашата држава за економски развој и инфраструктурата. И сега компаниите велат, зошто вие токму сега се промовира некоја алатка која може да биде настрана. Или ние сега не сме заинтересирани. Јас велам, значи, не само јас, не само колегите, не само нашите институции, не треба нешто да биде компанијата во криза за да го користиме. Европската Унија, извештајот на Европска комисија секоја година кажува дека за да имате подобар напредок во делот поглавје 23, владење на правото, економски развој, кој што е врзан со овие приоритети во комората кои што ги работиме, треба да ја користите повеќе медиацијата. Зошто? Бидејќи така ќе го растеретите судството, ќе му помогнете не само на правосудниот систем, ќе помогнете на компаниите со многу ефтини пари, без нервози, со многу кратко време да постигне нешто што можеби во моментот има некој проблем, но во иднина ќе се јави, а со тоа ќе заштедите нерви, време, пари, бидејќи бизнисот нема време за чекање. Така ќе напреднеме сите, така ќе одиме напред. Меѓутоа морам да ви кажам, извинете, значи кај нас можеби е на пониско ниво развиена свеста. Во некои од европските држави нема ни закони за медиација. Има одредени правилници, ова е неформална постапка. Не ни треба некој закон, но секако, треба да се запознаат страните дека има сила на извршна исправа доколку се солемнизира. Затоа немаа доверба нашите и можеби компании, можеби и други кои што можат да ја користат медиацијата. Сосема накусно, не знам дали го слушнав одговор, 46 бевте, колку сте сега? 46 и сега сме 46, иако мислам дека има постигнуваме, значи оваа бројка може и да се триплира со овие 46 медиатори, иако мислам дека и Министерството за правда согласно новиот закон за медиација сега ќе формира и одредена комисија за оние кои што поминале во претходниот период колеги сакаат да го положат испитот и се надевам дека ќе се зголеми бројот. Зошто да не се зголеми ако има законска рамка дека може да се зголеми, за сите има место. Треба комуникација, имаме ние етички кодекс меѓу нас како медиатори, само преку соработка и преку заедништво и најголема промоција може да се постигнат резултати. За оние представници на компаниите кои што во моментов се во некаков судски спор со друга компанија, па се размислуваат дали сега можеме да влеземе во процес на медиација, бидејќи слушнаа кои се бенефитите и придобивките од сево ова, може ли да се прекине судски спор и да се продолжи со медиација? Да, може. Предвидено е со законот. Значи, медиација може да се употреби во многу области. Добра. Значи, не само во работни спорови, граѓански постапки и во кривични постапки, семени, многу, значи во многу области. И во Закон за парнична постапка, Закон за кривична постапка, Закон за правда на деца и на многу други законски прописи е предвидена обврска на судијата. Значи, судијата има обврски во текот на постапка, кога почнува, да ги запознае странките. Дека тие можат истиот спор да го решат во постапка на медиација. Сега друго е прашањето колку судиите кај нас го прават тоа. Тоа е друга работа. Видов еден научно истражување што е спроведено кај нас во 2021, колку обуку поминуваат судиите и јавните обвинители во однос на медиацијата и таму беше нула. Значи, немат никаква обука до сега отколку постои медиација кај нас. Дека судиите
Само формално тоа го прават и дури и не го прават, не ги запознаваат странките, туку само се внесува тоа во записник. Го прават ли тоа адвокатите? Вообичаено кога сакаме да поведеме некој судски спор, одиме кај првиот наш најблизок адвокат. Даваат ли сугестии адвокатите? Не одиме на суд, имаме друга опција. Да, повели и јас ке се надоврзам. Повели Кебир. Јас сум професор на правен факултет во Државниот универзитет Тетово. Предавам на правниците и разговараме многу за ресторативна права, за медиација и во однос и со адвокатите. Имам контакт и со судиите и едно друго. Адвокатите не сакат многу да ја прифаќат медиацијата, бидејќи тие мислат дека ако почнуваат масивно да се решават, приходите? Апсолутно. Па знаете што значи вие за едниот предмет спор да се плаќате 1500 или 2000 евра. А може да трае. И да трае 2 години и истиот спор, ама баш истиот спор да се решава за 30 минути за 100 евра. И во тој контекст за оние кои што не слушаат, зошто да за медиацијата некаде пред крајот на разговорот? Да. Тука само да се надоврзам на колегата. Адвокатите можеби во претходниот период временскиот пред 10 години кога не беше толку застапена медиацијата, можеби и не сакаа толку, се согласувам, но во последните години има промена на свеста и на стратегијата. Од 46 медиатори на 20 се колеги адвокати. Тоа говори дека и адвокатите сакаат да помогнат во овој процес. Ние велиме ова не е професија, ние велиме дека не конкурираме, не сме правници. Ние не сакаме да ја загрозиме адвокатската професија. Меѓутоа сакаме дајте да ги растеретиме. Значи и адвокатите, и имам еден пријател, адвокат од Србија, секогаш го парафразирам и тој вели дека јас сум и адвокат и медиатор. Од адвокатурата имам повеќе приходи, но медиацијата ми направи повеќе да имам предмети за адвокатура. И само накратко, на што ме прашавте, зошто да, значи има неколку основни начела и неколку основни принципи зошто сите да користат медиација. Таа е најевтина постапка, таа е доверлива постапка. Во постапка за медиација сите се еднакви. Во постапка за медиација нема информации како што е судската постапка. Така да има многу предности сите да слушнат и ние не сакаме се љутиме кога велиме дека не се информирани компаниите. Ние сме направиле во рамките на Асоциацијата за поддршка на медиацијата од 2017 до сега над 50 бесплатни предавања со над 3000 представници за да се запознаат со бенефитите од медиацијата. На кратко ако може. Сосема на кратко. Јас сум работел многу предмети. Кривично правда за децата, кај што децата, малолетници, има сторено кривично дело насилство. И да одат во судска постапка децата, траат многу и со адвокати и со едно друго. И јас бев со јавниот обвинител во Тетово и му кажав за можностите за употреба на медиација, за решавање на овие кривични дела. И почнавме во 2019 да работиме на овие предмети, имаше околу 12 предмети во 2019. Сите 12 предмети успешно се решени. Значи 100% реализација. И се решени за 45 минути, 50 минути, еден предмет. Да ја одеше во судска постапка, тие ќе треба многу да се плаќат, да ангажираат адвокат, трошоците и на крај децата на овој начин остануваат пријатели. Значи немаат проблем бидејќи седат во исто училиште, седат во ист град, седат во исто село. Го кажавте недобриот аргумент зошто да за медиацијата на крајот на разговорот. Да, медиацијата нуди можност истиот спор да го решавате за еден ден со навистина малку пари, додека судските постапки се трајни, тешки, резултираат со нервоза и така натаму. И затоа ќе зборуваме се почесто и погласно на оваа тема, бидејќи сакаме од друга страна да правиме добро за граѓаните. Ова е за добро и поедноставен живот на нашите граѓани. Граѓаните сами и компаниите треба да одлучуваат која е подобра страна. Зошто да ќе се говори на конференцијата, а понеја ќе говориме и ние во Македонија наутро повторно. Благодарам многу за гостувањето во Македонската програма. Ви благодарам.